Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Мустафа Хајрулаки, поранешен виш јавен обвинител, сега адвокат. Добре дојде. Добре најдов. Добро вечер за гледачите, добро вечер за вас. Мустафа, една работа со која што ќе почнеме, потоа ќе продолжиме со обвинителството, правосудството, нешто што е премногу актуелно. Пред помалку од 2 часа заврши пресконференцијата по лидерската средба. Еве како граѓанин и како правник сепак, твојот став околу укинувањето на техничката влада, која што реално според мене требаше да се укине уште многу одамна, но еве донесено е решение, сите се согласија освен Филипче кој што бојкотираше да се укине ова рак рана, да ја наречеме, која што сепак нели не личи на една земја која што е во НАТО и како и да е, да биде како некоја земја од афричките таму нели кај што има војни, па техничка влада. Еве твојот став околу укинувањето на техничката. Првично да кажам дека од позиција на адвокат и од позиција на граѓанин ќе си земам за право да коментирам, да гостував во својство на виш јавен обвинител, не ќе можев да одговарам на ова прашање од причина што професијата не дозволува да се мешаме таму кај што не ни е местото, односно да коментираме политички одлуки. По однос на тоа дали е време да се укине техничката влада, односно тој преводен период, пржинската влада како се вика. Редно време е веќе ние да созреваме како општество. Редно време е веќе ние да ги гледаме работите објективно како што се и еднашка за секогаш да се гради доверба меѓу чинителите во општественото живење. Не може вечито да постои една пржинска влада која што знаеме од кои причини беше формирана и создадена. Верувам дека од моментот на создавањето на истото до денеска се поминати многу години и верувам дека нашето општество е веќе созреано и дека нема потреба од таква пржинска влада, туку треба довербата да биде обострана и од опозиционите партии и од партијата која што е на власт, односно партиите кои што се на власт, и да се отпочнат сериозни реформи во ова општество со тоа што ќе имаме доверба еден кон друг. Така да сметам дека позитивно е тоа што лека полека се тргнува тој багаж од минатото и да се изгради едно цврсто општество кај што ќе превладува довербата. Една институција од која што ти излезе, зборуваме за јавното обвинителство, еве колку веќе 12 дена си во адвокатската нели фела, честито за новата работа, се надевам дека се е окей. Но еве самиот ретко се случува тоа, да не се лажеме, во Македонија да излезеш од јавна институција. Знаеш муабето сите заштитени како мечки, па платата, клати врата, зимај плата. Тоа го практикуваат за жал многумина, сепак ти направи нешто доблесно според многумина и според мене. Излезе бидејќи беше суспендиран неправедно како и да знаеме сите, но не знаеше тој што требаше да знае, се викаше Љупчо Коцевски. Не, и тој знаеше, и тој беше длабоко убеден во тоа дека тоа што го прави не е во ред, но под притисок на другите околу него тој беше приморан тоа да го направи. Значи, чинот што го направив јас со тоа што поднесов оставка, односно побарав од Советот на јавни обвинители да ми констатира престанок на работниот однос, го направив од проста причина што веќе помина година дена од кога бев суспендиран од страна на неписмениот обвинител Коцевски и редовно секој месец на сметка ми легнува пари од граѓаните, односно плата која што не ја заработував, не по моја вина. Значи не по моја вина, не ја заработував платата, а примав висока плата со придонеси платени, значи сума сумарум со бруто плата негде 180.000 денари. Тоа е терет за ова држава и за овие граѓани. Затоа се одлучив на тој чин да си поднесам оставка, да го напуштам тој комодитет и да почнам да работам приватно. И верувам дека треба не се покаја за овече, не? Не, ни најмалце, пошто во животот тоа што ќе го одлучам, односно што ќе го преземам, за ништо не сум се покајал. И секогаш ми било подобро и подобро. Така, може да се кажеш ако не реагираш за нешто, но не да реагираш како што треба. Видете, можев така да се терам до 101 и назад.
Да. Како што тератно го види. Еве, тој си поднесе оставка, односно не дека поднесе оставка, туку му ја напиша оставката, знам и кој му ја напишал оставката. Во 6 часот сабајле се јавил кај одредени луѓе и кажал дека готово денеска ќе ме разрешат, јас си поднесам оставка, не можејќи да се соочи со тоа што пратениците ќе го изнесат за него од пратеничката од говорница, да. пратеничката од говорница. Приморан си поднесе оставка, си избега. Да. Си го свитка опашот и избега. Еден час буквално пред да го Еден час пред да го разрешат, пред да го распарчат. Так. Пошто знам, имам информации дека пратениците имале доволно информации за да го направат него перенде за целиот негов мандат, а и пред тоа так. Како обвинител за неговата нестручност и за неговата валканост во работењето. Тој и затоа си поднесе оставка и се избега од јавното обвинителство на најсрамен начин, на највулгарен начин, на најбескрупулозен начин. Кога сме кај неписмениот обвинител, ако можеме да го наречеме обвинител Коцевски, можеме слободно да кажеме дека првата работа и основна на наредниот републички обвинител, било кој да е, треба сериозно да се позанимава со неговото работење, со неговото криминално работење. Да се бара одговорност за стореното. Да се бара одговорност од него за неговото работење и да се бара одговорност од неговата ќерка. Пошто тој во неколку наврати има изнесено доверливи информации од неговиот кабинет преку неговата ќерка. Имам јас докази, цврсти докази за тоа како тој комуницира со неговата ќерка, а неговата ќерка со друга личност, не од новинарската фела, сосема друга личност, кај што договараат што треба да изнесува, како треба да изнесува, како тоа треба да изгледа, што треба да изгледа, за се со цел да ме дискредитираат мене како личност и моето работење како шеф на Висшето јавно обвинителство Скопје, кое што го водев 2 мандата. Висшето јавно обвинителство Скопје со моето доаѓање се издигна на нивото на кое што треба да биде едно висше јавно обвинителство. Пред моето доаѓање, Висшето јавно обвинителство Скопје важело за вишок јавно обвинителство. Само една буква разлика, да, ама многу менува. Да, а многу менува. Со моето доаѓање се воспостави ред, се воспостави контрола над работењето прво и основно на јавните обвинители во Висшето јавно обвинителство, а исто така и на јавните обвинители од подрачјето на Висшето јавно обвинителство Скопје. Но на некого тој ред. Така. Не им одговараше ред и поредок, зошто не им одговараше? Не е логично, нели? Ама да. Лупчо, секогаш во матно најдобро се лови. Да. Чакрлија кога е водата, тогаш се лови. Так. Кога е бистра водата, не се лови. И затоа на нив не им одговараше да има ред. На нив не им одговараше да имаме ние како висше јавно обвинителство, односно јас како висш јавен обвинител, да имам пристап и податок во дневна база по однос на мерката притвор и причините зошто мерката се бара од страна на јавниот обвинител. Конкретно од страна на основниот јавен обвинител Гаврил Бубевски. Имаше случаеви кога се бараше мерка притвор од политички причини. Самиот ми има кажано дека ова е политика. Дека овој предмет мора да успее ради политиката. Јавното обвинителство не е алатка на политиката. Јавното обвинителство не е гранапче или не е огранок на некоја политичка партија. И за жал тој истиот јавен обвинител Гаврил Бубевски, што е шеф на основното јавно обвинителство, на кого најверојатно на 20 јануари ќе му истече мандатот, претендира за уште еден мандат. Така, тие се информациите дека има и зад него луѓе кои што се обидуваат да го протуркаат, за да мора да ги задржат бенефити. Тие позиции, да. За да можат да се бранат себе си, својата кожа да си ја бранат. Так. Тие луѓе сакат, неќат, мора да се штитат, се работи за нивната кожа. Буквално во фигуративна смисла кажано. Пошто тие треба да одговарат кривично за сите злодела што ги направиле во тоа јавно обвинителство. Мене ми е многу жал. 14 години сум работел таму, 14 години од тоа јавно обвинителство сум хранил фамилија. И од таква институција, не дека беше сјајна, далеку од тоа, но да се срози, да се направи едно јавно обвинителство, да се патосира, буквално да не постои како институција, тие го постигнаа тоа. Го постигнаа преку Коцевски, првично преку Јовевски,
кој што беше буквално безгласна буква за све, а па со неписмениот обвинител, барем Јовевски беше писмен, рака на срце. Знаеше што е што. Дојде ова неписмениот и буквално од јавното обвинителство направија гранапче. Колку време траеше хајката против тебе? Колку Хајката време против- и против Цветановски исто така? Видете вака, хајката против мене не е од вчера и не е од завчера. И не е од моментот кога ме суспендираше неписмениот обвинител Коцевски. Хајката против мене е од подамна, од причина што не можев да си дозволувам да се прават работи што се надвор од законот. Законот за јавно обвинителство е многу јасен и многу дециден. Предвидува систем на хиерархија и субординација. Не може на некого му текнало, јас вака ќе правам. Не можеш ти така да прави. Ти си јавен обвинител во основното јавно обвинителство и треба да се помириш со тоа. Јас бев шеф на висшето јавно обвинителство и јас се помирив со тоа дека јас сум шеф на тоа обвинителство, не сум републички обвинител. Се знае како циркулираат работите по вертикала и по хоризонтала. На некого тоа не му годеше. На некого тоа му пречеше. Му пречеше на некого зашто донесов задолжително упатство по однос на барањата, односно определувањата притвори. Значи не е само СЈО како што се обидува да го представи. СЈО е врвот. Така, буквално јаготката на шлагот. Така, или да. цреша. Иначе тоа е само една од причините, има и многу други причини. Тоа е само една од причините. Причина беше токму тоа зошто преку мене не можеа да ги реализираат политичките предмети Така. за нанесување на невидена штета на една политичка партија која што сега е на власт. Така. Тоа е причината, ништо друго. Ништо друго. СЈО беше само колку да се најде добра причина за да може да го направи ова што го направија. Коцевски поема немаше што се случува. Коцевски денеска да го прашате, тој не знае да одговори и не знае што му се случуваше во јавното Така му било обвинителство. кажано, сакаш да кажеш. Ама сега јас многу добро знам. Да. Од внатре јас ги знам работите, не е од надвор. Да. Од внатре знам дека Коцевски беше само колку да ги реализира наредбите. Така. Паталец, Имаше негаталец. спроводници кои што идеа до него. Така. Да. Неговата ќерка исто така. Така, велиш дека Марија, имаш силни докази за ова изнесување и несоборливи докази, Да. има материјални докази, вербални докази Да. кои што јас сум ги составил додека бев во висшето јавно обвинителство и чекам погодна прилика кога ќе се создадат добри услови во јавното обвинителство, кога ќе дојде новиот јавен обвинител на јавното обвинителство, кога ќе се смени Гаврил Бугарски. Значи ќе ги приложиш овие така. Секако, секако и тоа пред медиумите, како што знам и како што ми личи. Така. Не скриено, не со заткулисни игри. Не со задна цел да се вратиш повторно таму, не? Па ќе конкурирам за републички обвинител, па ќе видиме. Така, да. Зошто да не? Да. Условите ги исполнувам, ќе конкурирам, ќе видиме како ќе се Колку одвива години работа. искуство рече имаш? 14. 14 Да. години во филата. Од нив два мандати имаш Два како... мандата, Да. 7 години како виш јавен обвинител, другите ми се како јавен обвинител во основното јавно обвинителство Скопје. Така. СЈО е во јавноста најизвиканата работа поврзана со тебе и со Цветановски и беше многу индикативно гледано од страна тоа што го бараше и Ѓовевски, односно Коцевски, после него укинувањето, тргањето на бонусите за СЈО. Како дојдовте во овој клин? Што не им одговараше? Зборуваме за државни пари, зборуваме за наши пари, кои што некој ги трошел како што ги трошел, знаеме како, ајде да не се лажеме. Ти многу подобро од нас, но еве. Тоа се само пари што ние ги гледаме. Да. Ние што можевме со вештачење да утврдиме кој е износот. Да. А колку други пари се земени од рекет во тоа специјално јавно обвинителство, од разноразни начини на, не знам, незаконски прибирања пари. Тоа само Господ знае колку пари. Учителката Катица само, нели, го изеде стапот. Да. Другите? А Катица не била сама во тоа СЈО. Дефинитивно, така да. Така, Катица не работела сама во тоа СЈО. Но само државни пари се спомнуваат 4,5 милиони евра. Само државни пари и тоа детектирани. Да. А колку има други приходи кај нив, под наводници, што не се детектирани, што треба после, од кога ќе дојде новиот републички обвинител,
сериозно да се позанимава со таа работа. Значи не е завршена оваа работа. Се надеваме сите, нели, не е чкртнато веќе и толку не, односите на тие се обидува на секој може начин тоа да го сокријат. Сега не знам во која фаза е предметот. Можеби пак обвинителот Ислам Абази си донесол иста одлука и најверојатно сега, пошто ме нема мене таму, го нема Јован Цветановски, ако има жалба од подносителот од ВМРО, не знам, немам информација, дали има воопшто жалба, докаде е предметот, во која фаза е предметот, дали е воопшто постапувано по однос на пацијата на повисокиот јавен обвинител, и искрено да ви кажам, не ја знам судбината на тој предмет. А верувам дека прават све за да го заташкат предметот. Така. Но еве, зборуваме за институција која што за жал многумина заборавија, не 1% на едно истражување имаше јавното обвинителство доверба. Како да се оправат работите Мустафа како човек од внатре, човек паталец, а не гаталец, нели? Љубиша, во една прилика кажав дека и тој 1% или 2% доверба е доверба од ние што бевме, од нашите семејства што сме во јавното обвинителство, односно јас веќе не сум, тоа е довербата од 1%. Од членовите на тие вработени во јавното обвинителство. Обичниот граѓанин. Нема никаква. Јас не верувам во тоа обвинителство. Јас што од 14 години сум работел дење, ноќе во тоа обвинителство. Тоа обвинителство ми конструираше предмет во кој што најобичен лаик во правото да седне и да го прочита тоа, ќе му изгледа безсмислено. Зборуваш за од вишото јавно штип што го потекна госпожата на Копче онаа што работи? Да, таа на Копче што е, бидејќи нејзин член близок член од семејството е фатен 100-0 со секакви прљави работи. Така. И сега мора да врати. Сега не ја држат. Ја држат на краток ланец за све. И мора све да испорачува. Мора све да испорачува. Имавме случај со нејзе кај што држеше човек во притвор повеќе од 7 месеци, ми се чини така нешто. И на крај никому ништо. На крај баш таа комисија која што донесе одлука за мене и за Јован Цветановски дека ние сме биле виновни по однос на не знам ти што, која што најде вина кај нас, донесе спротивна одлука за Татјана Кацарова и рече дека таа е невина по однос на дисциплинската постапка која е поднесена против нејзе. Сега не знам штипскиот обвинител, вишиот обвинител Ристо Бојаджиски, кој што и тој активно беше вклучен во линчот према мене и Цветановски, што направил, дали вложил жалба на одлуката од страна на дисциплинската комисија. Значи, да биде појасна работава. Ова е еден систем на сврзани садови. СЈО, обвинителите од СЈО, тие се само тие 10 души што се гледат. Корењата им се многу длабоки. Тоа еднашка за секојаш треба да се буквално да се расчисти со нив законски. Не можат тие да владеат, да царуваат со јавното обвинителство и со правосудството. Наместо да се срамат и да се сокријат некаде, тие се уште раководат со обвинителството. Има една убава поговорка, вика тие срамот со леп го јадат. Так. Го мацкат срамот. Не е срамот за ништо. За безсрамникот срамот не е ништо. Так. Иако реално после она што се случи само со Катица, не па со бонусите, тие требаше буквално да ги снема, нели? Еве вака сега. Доколку има срам. Ја подбраа Катица на начин како што не требаше да биде. Лично јас, како виш јавен обвинител, има тоа на записник сум го кажал, кога се реферираше предметот за Катица Јанева. Кажете ми како вие утврдивте дека се 50.000 оваа марки? Врз основа на што? На слика, на фотографија. Како врз основа на фотографија може да се утврдат дека биле точно 50.000 марки? Ние знаеме, професионалци сме обвинители. Треба да ги фаќаш парите, значи тоа е материјално нешто, да ги изброиш со реден број, со апоени, колку, како, со банкноти, за да утврдиш дека навистина биле 50.000 евра. Немаше ни 50.000 евра, ни 5.000 евра, ни бутур, ни ништо. Тоа беше конструкција да се руши Катица Јанева. И ништо повеќе. Но сепак еве сега таа е на слобода. Истото се случи, продолжија со својата шема, оние трите нели беа ангели, многумина мислеа дека се ѓаволчиња, но како и да е, не застана ниту Фатиме Фетај, ниту пак Ленче Ристовска, која што беше многу гласна во
последно време, особено во врска со она со премиерот, па имаш и представки до Советот за јавни обвинители. Како гледаш на овој момент? Па видете вака, јас не знам дали кај вас или во некоја друга емисија кажав уште тогаш, не дека сум пророк и дека ги предвидувам работите, но ги знам луѓето кои се, ги знам чинителите на тоа опкружување. Уште тогаш кажав дека премиерот, ако дозволи ова да трае, тие ќе му се закачат на премиерот како крлеш. Така. И се случи. И се случи. Так. Пошто знам како функционират. Не бират средства. Тие се водат од макијавелистичкото. Целта ги оправдува средствата на секој можен начин. Так. Само да дојдат до тоа, до посакуваното и да го заштитат тоа што е приграбено. Да. Не го бират видовме средства. во функционирањето на СЈО токму кога беше оформено дека го правеа истото, тоа со оние незаконски прибрани нели докази, материјали, бомби. Нема докази. Да, така. Па и тие предмети што идеа по жалба кај нас паѓаа ради тоа што беа штури предмети без никаков Так. доказ. Добро. На сила ги Да. издействуваа сите пресуди. Да. Што има луѓе што издржаа казна затвор под не знам колку години без ќор доказ. Така. Притвор врз притвор имаше. Значи најбрутално газење врз човековото достоинство. И сега оваа влада, овој премиер со ова структура што направи за да тие почувствуваат како е на некого да нанесеш неправда. Јас не барам јавен линч, не барам не знам ти, но да видат како е од позиција на сила некого да земеш на врат. Мислиш дека тоа ќе се случи конечно како што треба со новиот државен јавен обвинител? Зависно кој ќе биде. Да. Зависно кој ќе биде. Ако успеат тие да инсталират нивен човек за републички јавен обвинител, а шансите се добри за да може да инсталират, пошто навистина ги имат сите можни средства на располагање, можно е да го инсталират нивниот човек и да си продолжат до 101 и назад. Така. Мислиш дека и тоа може да се случи, значи да си никому не би ништо. ме чудело. Да, Не некој би нов ме чудело. Коцевски, Јовевски, некој. Па ништо чудно, Да. има многу такви. Расадник е јавното обвинителство со таквите како Коцевски. Фикуси. Да, поготово како Коцевски. Ви кажав, Јовевски рака на срце барем знаеше нешто. Така. Барем Има бил многу. писмен, велиш. Има многу како Коцевски. Така. Има и тоа. Која е предиспозицијата која што беше за Јовевски бил макар нели што велиш писмен, но го правил тоа што го правил, бил фикус, не правил ништо како што треба. Следуваше после него Коцевски, велиш неписмен, настрана тотално, не си ја знаеше работата. Кои се предиспозициите, афинитетите да ги има еден јавен обвинител за да стане државен јавен обвинител и да го прави, односно да не го прави тоа што треба да го прави? Ако се водиме од двајцата последни обвинители што ги имаше државата, односно од Јовевски и Коцевски, значи треба да си послушник до зла Бога, за да бидеш на тоа место. Верувам дека новиот републички обвинител Така. ќе се одважи и ќе го спроведе законот. Пред се законот за јавно обвинителство, кај што јасно се дефинирани надлежностите на републичкиот јавен обвинител, јасно се дефинирани надлежностите на висшиот јавен обвинител и јасно се дефинирани надлежностите на основниот јавен обвинител. Тоа значи на шефот на основното јавно обвинителство. Пошто со Јовевски и Коцевски се испомешаа лончињата. Во времето на Јовевски Гаврил Бувевски беше републички обвинител. Не беше Јовевски. Јовевски беше само колку да стави потпис. Замина Јовевски, дојде Коцевски бетер. Даветер беше. Коцевски буквално појма немаше што е неговата улога во јавното обвинителство. Кои се неговите надлежности? Јас верувам и сум сигурен 100%, да имам и докази за тоа, дека дури тој самиот не ги напишал дисциплинските постапки, предлози против мене и против Цветановски. Дека некој друг обвинител му ги напишал и дека тој само се потпишал на тоа. И дека е вршено невиден притисок врз членовите на дисциплинската комисија за да донесат таква одлука. Тие членови од дисциплинската комисија, јас ги знам како дишат. Виолца Елмази беше држена со предметот за пешакот што загина во Тетово, на пешачки премин.
Нези со тој предмет ја држат и мора да прави што ќе и се каже. Таму имаме и други обвинители, да не ги именувам. Зборуваме за преказувањето на Теодора во Тетово, на пешачкиот премин или? Сега не знам како се вика починатата, мислам дека Теодора. Да. Кај што тој јавен обвинител Вјолца Елмази самата без никаква причина си го смени својот предлог на кажи на седница пред судот во Гостивар. Така не беше виновен судијата, обвинителот побара. Се согласи на најниска казна. Друг член од дисциплинската комисија. Знам. Сигурен сум, имам за тоа и докази и све, дека еден моќник му ги плаќа сметките режиски за телефон, за струја, за вода, за кирија, пошто не е од тука од внатрешноста. Трет член од таа комисија, зависен алкохоличар. Јас со моја кола сум го однел, сум го лекувал по доктори. Значи, тоа се тие луѓе, тоа е тоа тесто. И со нив многу е лесно. Тие немаат своја ја на нив, што ќе им се каже, што ќе им се каже и само ќе кимнат со глава и готово, толку, завршено. Како се чувствуваше кога нели се обидува да те девалвираат, иако токму и нарочиштето и се ги читав твоите искази, како ги поби сите тие работи, дека си се заканувал дека ќе фрлиш некоја вработена во обвинителството од шестикат чинам беше, па не знам што си им кажувал за физичкиот изглед, за ваков. Како се чувствуваше како човек, како професионалец кој што си ја работиш работата и си ја сакаш и некој вака ти доаѓа, буквално клизачи под пазуви, нели? Видете вака, за жал тие се инструментализирани. Тие се искористени до небото и назад. Тие петте душички наводно оштетени. Тие се искористени до зла Бога. И што е најстрашно, како викат на лагата кратки и се нозете. Самата таа Валентина Калениковска, што наводно е оштетена, ми беше мене 4 или 5 години секретарка. 4 или 5 години таа живееше и ги имаше сите поволности што може да ги има еден вработен во една институција. Имаше покојниот нејзин маж беше болен. Немаше ден да не отсуствува од работа или пак да замине порано од работа или да си дојде покасно од работа. Сето тоа го толерирав, бидејќи луѓе сме. Нема да пропадне обвинителството ако Валентина не е на работа денеска, утре или задутре, или пак ако си замине порано или ако си дојде покасно. Луѓе сме. Имаме, ќе се покриеме на ваков или онаков начин за да функционираат работите. И сега таа Валентина Калениковска се најде за сходна, искористена од друг јавен обвинител, да напише дека, видете сега кој е парадоксот. Таа самата изјавува на записник пред јавен обвинител дека јавниот обвинител, односно обвинителот кој што па не знам и дали заслужува да го наречеме обвинител Елвин Вели, што знаеме како дојде тој до јавното обвинителство преку неговиот татко и ред други работи, пошто и самиот си кажа во една прилика пред некој од медиумите дека децата на функционерите по дефолт треба да бидат функционери. Пошто тоа е природно право и на нив им следува. Казната за цревата и за синокрмните. Така, дека тој од сината крв и мора да биде таму. Пошто татко му бил судија во апелација и дека мора и тој да биде. Дека тој наводно и рекол на оваа, на Валентина, шефот ќе те фрли од 6 спрат. Јас немам допирни точки со муабетот. Ниту некогаш сум ми рекол, ниту па имам таков вокабулар. А најмалце па да коментирам за понежниот пол, за незиниот физички изглед. Секоја жена си има своја убавина. На свој начин. Арно ама, како што кажав и преска, на лагата кратки и се нозете. На записник, кај јавниот обвинител што работи по нарачка Татјана Кацарова, самата кажала дека тоа го имам слушнато од Елвин Вели, не од шефот Мустафа Херулахи. И не од шефот има слушнато дека јас сум ми рекол на нејзе дека ми го грдиш обвинителството, туку од некоја сосема друга. Значи целата работа беше конструкција и е конструкција. Казала така, да.
Така и врз основа на такви врз рекла основа на казала таква- муабети правеа случај. Еве докај против дојдовме. тебе. Да. И врз основа на тие реклами казала муабети, Да. се уништи јавното обвинителство без разлика дали јас сум таму или не. Без мене пак ќе функционира тоа јавно обвинителство. Но јавното обвинителство е руинирано. Јавното обвинителство е девалвирано до ниво на гранапче. Во тоа јавно обвинителство, за жал, контактирам со обвинители од внатрешноста, се жалат, немат на кого да реферират предмет. Немат на кого да креват телефон да прашат за инструкции како и што да се разреши одредена правна дилема. Не можат. Оваа што е сега, Наташа Цалева, што е ВД, не по нејзина желба, таа не може да пресече. Нема храброст да каже, видете, ова вака треба да биде или ова вака треба да не биде. се замери бидејќи е веден. Не да не се замери, таква е по карактер. Да. Таква е по карактер, значи интровертна личност е. Таа си ја работи својата работа, професионалец е, не можам да кажам лош збор по однос на тоа, ама интровертна личност. Треба некој што ќе сече, така некој. Треба некој, треба шеф. конкретен. Треба да имаш предиспозиции за тоа место. Треба да знаеш да креваш телефон на секој еден што ќе те побара за било каква консултација од страна на јавните обвинители. А не можам јас, прај си ти што сакаш. Па зошто си шеф тогаш? И така. Како да се реши состојбата таму? Еве како човек, како што кажав и претходно, паталец, негаталец, 14 години си поминал таму, еве дури и овие перипетии на крајот со обидите за девалвација, нели и се. Како да се средат работите? Има начин како. Да. И може ли? Не е премногу отидена работата да нема враќање назад? Премногу е отидена. Реверзибиран процесот сепак? Премногу е отидена, само што знаете како е. Секоја институција со добар менаџмент, со добри луѓе, ќе се крене на нозе. Јавното обвинителство е паднато на колена. Јавното обвинителство сега не ни функционира, искрено да ви кажам. Не функционира. Еве, направете едно истражување, новинар сте, направете едно истражување од моето суспендирање до денеска. Дали воопшто од страна на Вишото јавно обвинителство Скопје е дадена било каква согласност за било каков предмет по однос на Институтот спогодување. А Институтот спогодување беше вметнат во новиот закон за кривична постапка се со цел да се олесни работата на јавното обвинителство и да се растерети судот од предметите кои што може да се решат во постапка која што беше предвидена, а тоа е спогодувањето. Америчката влада преку амбасадата инсистираше да се применува тој институт. Еве, нека направат едно истражување до моето, до 11. октомври 2024 година и до ден денеска, колку имаме такви спогодби, дали воопшто имаме спогодби. Што значи тоа? Не се практикува. Не се практикува никого. Не ги интересира? Не ги интересира за ништо. Так. Ги интересира рекетот, ги интересира притворите, да стават некого во притвор, да држат месец-два, па после да го пуштат за добар договор. И докај ќе тераме така. Так. И после, тој чинител што е таму, тој што го урниста, буквално го урниста јавно обвинителскиот систем, претендира за уште еден мандат. Па Советот на јавни обвинители треба да се самозапали ако го дозволи тоа. Иако ги знам тие релации во Советот на јавни обвинители, кој со кого шурува и кој од кај доаѓа. И многу добро знам какви се позициите во тој Совет на јавни обвинители, но да се одважа еднашка за секогаш и да кажат не за такви луѓе. Не за тоа дека не знам ваков или онаков бил. Треба да профункционира јавното обвинителство. Ако тој човек е таму, нема да профункционира. Таму ќе владее хаосот, таму ќе владее криминалот, таму ќе владее безредието. Таму сега, моментално, функционира принципот на Брауново движење. Значи, обезглавено е. Немаме вишо јавно обвинителство, основното јавно обвинителство Скопје, кое што е стожерот на јавното обвинителство во државата. Милионски град е Скопје. Скопје не е Валандово или Неготино. Во Скопје се збиднувањата, во Скопје се институциите. Во Скопје е целиот општествен живот.
општествено живење во Скопје. И ти ако имаш таков човек за прв јавен обвинител во главниот град, не очекувај доверба. Очекуваш да смогнат сили да се вратат на правиот пат? Верувам дека ќе се одважат. Верувам дека ќе се тргнат од тие спреги. Ќе ги скинат ланците. Так. За да можат еднашка за секогаш да кажат дека ова не чини, ова е удолница. Сме ја фатиле удолницата, не знаеме кај ќе стигнеме. Ја знам дека тие таму се како робови. Знам, сигурен сум 1,000,000% дека тие членови од тој совет подсвесно се длабоко убедени дека тоа што го прават не е во ред. Како беше тоа на Жан-Жак Русо? На робот, ако му ги трнеш, кажи во прангите, да, мисли дека си ми го украл на руквиците. Така. Приказната за веселите робови, за сретните робови. Па трнете ги тие пранги веќе, трнете ги тие лисици од рацете. Така. Живеете си во животот на крајот на краиштата. Па еден е, нели? Животот, мислам, така. Сега да се доведеш, да ја обавуваш функцијата на ало, што ќе ти? Так. Кај ти е достоинството? Каде ало, после ќе идеш пред твоите деца, ќе се покажеш дека еве јас сум член во советот и така. А образот ѓон. А образот, так. Ако го имат. Така воопшто. Имаме уште теми за отворање. Со нас е поранешниот виш јавен обвинител Мустафа Хајруллахи, сегашен адвокат. Се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е поранешниот виш јавен обвинител Мустафа Хајруллахи, сега адвокат Мустафа. Зборувавме за она што се случува во македонското јавно обвинителство, во скопското, во вишото, смената, односно заминувањето принудно на Коцевски, кој што така одглуми дека нели доблесен бил на крајот, кога знаеше дека веќе ќе го отфикарат, но еве постои една шанса која што е низ кулуарите по јавните обвинителства дека Гаврил Бугарски може да продолжи уште еден мандат. Едно, како новинар, мене само ми текнува оној момент на пресконференцијата со Оливер Спасовски за убиството на малата Вања. Ја мислам дека рака на срце и Спасовски и Бугарски тогаш требаше да си дадат оставка за тоа што да бевме нормална држава. Тие ќе ги ослободеа осомничените со тоа што го кажа, со непочитувањето на презумпција на невиност и со сите истакнат таткото, не само нешто, се што кажа, нели? Тие ќе го уништеа случајот, односно го уништија, но еве, нашето судство е какво што е, па продолжи работава, но еве, постои повторна шанса Бугарски да биде прв човек на Скопското. Што би значило ова за Скопското јавно обвинителство? Видете, не би ме изненадило ако Бугарски стане пак јавен обвинител на основното јавно обвинителство Скопје, познавајќи ги приликите во Советот на јавни обвинители. Јас знам дека за да го изберат него треба 6 гласа плюс Бадентер, двојно мнозинство. Тоа ќе го постигнат на секој можен начин, пошто имат многу средства на располагање. Од типот на притисоци, закани, уцени, снимени разговори и ред други работи. И тие тоа ќе го осварат. Ако не и можноста да осварат да биде републички обвинител по нивен терк. Несвојствено е, Љубиша. Да. Несвојствено е. Еден Коцевски да го држат вештачки 2 години да раководи со сериозна институција во државата. Стожерот на државата е јавното обвинителство. Јавното обвинителство не е, не знам, задруга некоја. Стожер е на државата. Успева на секој можен начин него да го задржат под сила, принуда, закана 2 години. Владата беше буквално во зимски сон. Иако што требаше него уште првиот ден кога се состави владата, првата седница, тој да биде разрешен. Зврлевски беше разрешен за една недела од Зврлевски стапувањето го брка на владата. покојниот Зврлевски. Иако што Зврлевски беше величина од човек. Знаењето, капацитетот, интелектуалниот труд вложен во тоа обвинителство од страна на Зврлевски,
може секој еден да го сонува. Не дека секојаш се водиме по тоа најдоброто за покојниот, но Так. тоа беше неговото. Тој имаше величина од човек. А неспоредливо е да го споредиш Коцевски со Зврлевски. Тоа е да неспоредливото да го споредуваш. Или наследникот Јовевски, да. Или Јовевски. Така. А пак Коцевски ич. И сега, која е играта? Која е целата шема направена? Така, поврзаноста, домино ефектот на приказката. Ако успеат, а ќе успеат, верувам дека ќе успеат, да направат Гаврил Бубевски, да има реинсталација би било тоа, да. Не, тоа е зацврстување на позициите. Вишото јавно обвинителство Скопје е обезглавено. Таму уште неколку месеци ќе нема шеф на тоа обвинителство. Со Наташа Цалева ќе си прават што сакат. Буквално што сакат. Наташа Цалева не е човек кој што знае да пресече. Пак ќе се навратам. Добар професионалец е, окей е, си ја знае работата, пораснала во јавното обвинителство, нејзината мајка била јавен обвинител. Значи не е некоја што не знае, поткована е, но нема атрибути за да биде шеф на таква сериозна институција. Ако остане, ако се реизбере Гаврил Бубевски на 20 сега кога е закажана седницата од Советот, тоа значи дека по автоматизам му се поплочува патот за уште еден мандат на Исламабази. Значи се си е поврзано. Па се е поврзано. И ако тоа успее, нашето јавно обвинителство треба да се само распушти. Така. Велиш дека има шанси да инсталираат и свој државен, односно републички. Не би ме чудел. Да. Со ваква мекост од страна на владата, не би ме чудел. Так. Предлагаш да бидат поостри. Љубиша, треба да се знае кој конј врши. Не може таквите луѓе кои што се инсталати на поранешното СЈО да бидат начело на таквата институција. А има претенденти од нив што сакат, што зацкриено цело време биле на некој начин поврзани со СЈО. И сега ако инсталира таков човек во републичкото јавно обвинителство, вишото е обезглавено, во Скопје остане Гаврил Бубевски, во организиран му се трасира патот на Исламабази, пошто минатиот првиот мандат кога го доби со 66 гласа. Само во јавното обвинителство Скопје имаме 70 обвинители. Ќе се врши невиден притисок за да се обезбедат тие 60 и кусур гласа. И што направивме ние? Така. Зарем ни треба нас такво обвинителство организирано со таков раководител, со таков шеф? Што ќе тие? Не е работава дали бил албанец, македонец, ваков или онако. Дали Ахмети му седел на глава без или... разлика. Не е вистина тоа. Да. Не е вистина. Да. Знаете како е? Секој со секого дружи. Дружбата е дружба, службата е служба. Кога ќе седнеш на тоа место, треба да дадеш максимум од себе, а не да доеш да продефилираш низ трговскиот центар во Скопје и да се вратиш во зајас. Не е тоа целта на шефувањето. Така. Јас сум имал прилика како виш јавен обвинител да се соочам со невидена глупост. Списи од поштата на обвинителството за организиран криминал на параф идеа кај мене, односно кај обвинителот поранешното СЈО. Значи апсурди, невидени апсурди. Так. И ние сакаме правда, сакаме граѓаните нас да ни веруваат, сакаме ние доверба. Далеку од тоа дека јавните обвинители во јавното обвинителство 100 пати сум го кажал и пак ќе го кажам. 99% од тие мои колеги поранешни вредни се, работливи, даваат максимум од себе, надчовечки напори вложуваат за да може да постигнат резултати. Ако немаш добро раководство, не можеш да постигнеш резултат. Рибата смрди од главата. Па не можеш, Љубиша, ако менаџерот не е добар. Така. Кој менаџер? Еве, јас секогаш сум инсистирал. Секогаш и на секоја јавна дебата која сум бил во јавното обвинителство и по сите медиуми. Дајте бе луѓе, како јавно обвинителство, како фела, дајте бе да направиме начин како да се детектираат
значи без најава, без ништо, да дојдат надлежни институции да проверат алкотест и наркотест. По случаен избор на јавни обвинители, на вработени во јавното обвинителство, на стручни соработници. Велиш дека многу има? Премногу. За жал. Да. И сега, што правиме, кога тој, сите знаеме, тоа е јавна тајна во нашата држава, поготово во Скопје, кој шмрка бело, кој не шмрка бело. Како е дозволиво, како е можно јавен обвинител кој што го гони тоа, самиот да е сторител на истото. Самиот да е под дејство на алкохол, самиот да е под дејство на психотропни супстанции. А одлучува судбини, човечки судбини одлучува. Дајте и тоа да го решиме. Да се направи некако, да се најде модус вивенди, за да се направи алко и наркотест. Па да видиме после како ќе биде. Но не најавено. Не најавено, не најавено. Пошто ќе се исчистат. Да. Не најавено, апан со сабајлички, ајде, дај да видиме. Так. Па да видиме после дали некој од нив ќе припарат во јавното обвинителство. Што мислиш што ќе се случува во твоето бившо, вишо јавно обвинителство? Кои се можните кандидати таму? Па сега таму е објавен огласот и знам дека ќе се кршат копијата. Овие од поранешното СЈО се многу желни за местото виш јавен обвинител на вишото јавно обвинителство. Тие се желни за се, да. Поготово за тоа место. Да. Пошто таму се пресретнуваат сите лоши работи. Тоа е филтерот на сите прљави работи што се случуваат во основните јавни обвинителства. Тоа е мембраната на јавното обвинителство. По жалба предметите доаѓаат во вишото јавно обвинителство. Дали по жалба на решение или по жалба на пресуда. И тоа е детекторот буквално на секој еден јавен обвинител во неговото постапување, а и на шефовите на основните јавни обвинителства. Затоа е толку посакувано? Затоа е толку посакувано и затоа е толку ценето тоа обвинителство. За да се приграби од нивна страна, за да може да има тотална контрола над све, под надлежност на висшиот јавен обвинител, на висшото јавно обвинителство Скопје, се негде околу 96 обвинители. А се на све во државата има 160 обвинители. Дали сепак ќе се кандидираш за републички јавен обвинител? Па ги исполнувам условите, се надевам дека зошто да не. Така. Да, зошто да не. И се надевам дека ако евентуално дојде до мојот избор за републички јавен обвинител, веќе нема да разговараме за овие прашања. Ќе разговараме за сосема други прашања. Ќе разговараме за тоа дали јавното обвинителство ќе заличи на, не знам, јавно обвинителство од нашето најблиско опкружување, како на пример Косовското јавно обвинителство. Да не зборуваме за другите јавни обвинителства, недостижни ни се. Или јавното обвинителство на Толку сме Албанија. дно на дното, да? Дно сме. Подрум на дното. Да. Значи чорба шовика, дно дна. Да. Ние сме дно дна. И не знам тоа дно дна дали има уште дно дна. Така. Значи сепак оптимисти дека доколку здраво се фатат работите, за крај дека може да се оправат. 10 обвинители ако се тргнат од тоа обвинителство. И тек тук некои инсталати нивни. Да. Верувајте дека за 6 месеци до 1 година јавното обвинителство ќе се крене на нозе. Така. Јавното обвинителство е буквално легнато. Значи постои начини, има треба начин, да се работи и треба начин. да Начинот е да јасен. се сака да се направи, да. Начинот е јасен. Така. Ти благодарам што беше мој гост. Фала и на вас за поканата и се надевам дека го задржавме вниманието кај гледачите. Не се сомневам. Ми беше чест. И мене исто така. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.